Пред 4 години Северна Македонија стана 30-та земја членка на НАТО. Кои се придобивките од членството во Североатлантскиот одбранбен сојуз? Дали направивме преголеми отстапки со договорот од Преспа, но и спогодбата со Бугарија? Околу спогодбите, но и околу отстапките кои се направени и што не очекува на престојните парламентарни и председателски избори. Во ова издание на Трилинг, гостинка е министерката за одбрана Славјанка Петровска. На почеток, зошто не ги поканивте лидерите на опозицијските партии на прославата? Таа е прослава организирана од Министерството за одбрана. Поканати се по протоколарен список оние кои се дел од институциите, опозицијските партии или партиите кои се присутни во собранието беа соодветно поканети и имаа своји представници, ако прашувате конкретно за опозицијската партија, преку Комисијата за одбрана и безбедност. Меѓутоа, лидери на партија од опозицијата не видовме. Лидери на ниту една политичка партија не беа поканети како лидери на политички партии, туку беа поканети како што реков институциите. Дали не сметате дека Северна Македонија направи преголеми отстапки прво со договорот од Преспа, а сега и спогодбата со Бугарија, и може ли да кажеме дека треба да бидеме задоволни што сме членка на НАТО, а се уште сме далеку од приемот во Европската унија? Јас ова за членувањето во НАТО алијансата и се што Република Северна Македонија направи во тој поглед, не би го рекла отстапка, туку би го рекла дека е една од најмудрите инвестиции, одлуки кои државата ги има донесено во навистина вистинско време, ќе кажам. Меѓутоа, вице-премиерот Маричич денове го слушна, вели, направив Преспанскиот договор беше преголема цена која плативме, иако се исплатеше. Затоа го нареков инвестиција. Инвестиција во иднината, инвестиција во безбедноста на државата. Ако видиме што се случува денеска на европско тло, ако видиме, зборувам, тука сметам, ја бројувам војната во Украина, која за жал и после 2 години е се уште активна, меѓутоа и потенцијално опасности кои се закануваат како такви. Колку сме безбедни како држава? Како држава, ако зборуваме за надворешни закани, можам да кажам дека сме безбедни. Озборувам за оние конвенционални видови на закани, не се детектираат потенцијални опасности кои можат да предизвикаат нарушување на мирот и стабилноста во нашата држава. Меѓутоа, тоа не е исклучено кога станува збор за сајбер нападите, на кои што бевме и сведоци. Така што тоа е еден комплексен систем. Веќе системот на одбрана не е само нешто можеби до пред 10 на 15 години или повеќе сме биле навикнати да слушаме, а тоа се конвенционалното вооружување, конвенционалните методи на системот на одбрана. Сега веќе кога зборуваме за одбрана, зборуваме за еден поширок опсек и тука апсолутно ја вклучуваме и сајбер одбраната. Не знаевте или не умеевме како држава политички да го валоризираме членството во алијансата, или пак веќе свативте дека всушност кај обичниот граѓанин повеќе не може да ги придобиете симпатиите со тезата ние сме НАТО? Јас не би се сложила дека граѓаните не се свесни за тежината на тоа дека ние сме НАТО. Граѓаните имаат се уште голема поддршка и тоа го покажуваат последните меѓународни истражувања во поглед на јавното мислење, дека поддршката е се уште висока за нашето зачленување во НАТО и големиот дел од граѓаните сметаат дека не треба да истапиме од тој сојуз, затоа што на крајот од денот НАТО се смета како гаранција за нашата безбедност и стабилност и мислам дека граѓаните се свесни за таа клучна и голема предобивка. Не можете да зборувате за економски напредок, за развој на образованието, за развој на здравствениот систем или за било кој друг сегмент од човековото живење секојдневие наше, ако не ви е загарантирана безбедноста и стабилноста. И тука кога зборуваме за безбедност и стабилност, јас не би рекла дека постои цена која што може да биде платена или преголема ако добивате гаранција за таквиот вид на безбедност и стабилност. Европското небо станува полигон за одмерување на силите меѓу Русија и САД, смета професорот Методи Хаџијанев. Колку нападот во Москва и руската инвазија врз Украина се закана за стабилноста на Европа генерално, но и за Балканот, имајќи во предвид дека никој не исклучува денеска за руско влијание во регионот.
Не, руското влијание не само што не се исклучува, туку е присутно и тоа го гледаме и тоа го чувствуваме во различни сегменти од живењето не само во Република Северна Македонија, иако сме членка на Алијансата, меѓутоа и во земјите од регионот, во окружувањето. Терористичките напади, јас навистина жалам за загубите кои беа предизвикани, невини и недолжни цивили загина во терористичкиот напад во Москва, меѓутоа сметам дека како такви, она што изминатите години практично се трудиме и демократските земји се трудат, е практично таа борба против тероризмот која го карактеризираме како најголемо зло, практично да биде што е можно поефикасна и се разбира многу повеќе да действуваме во превенција отколку да гледаме вакви случаи. Европа беше потресена во еден период во повеќе држави низ Европа кога се случуваат терористички напади, знаеме што се тие предизвикаа, какви човечки загуби, меѓутоа се разбира какви процеси пореметување на процесите во општествата. Дали тие би биле основа или причина да бидат предземени некакви действија од страна на Русија, апсолутно сметам дека нема основа за нешто такво. Кога велам действија, сметам на некој конвенционален тип на нарушување на безбедноста на европско тло, затоа што терористичките чинови, терористичките акти покажуваат и определена слабост во системот, во државата. Тоа значи дека државата ненавремено реагирала или ги немала информациите за тоа што се случува на нејзината територија, така што веројатно ќе треба пропустите да се гледаат и во системот во самата таа држава. Дали неодамнешниот хакерски упад на МЕПСО всушност предупредува дека имаме кревка заштита на виталните објекти? Тоа кажува и тоа праќа една порака дека системите, информатичките системи треба постојано да се надградуваат и постојано да бидат заштитувани на соодветен начин. Како земја членка на Алијансата, по дефиниција за оние кои не се пријатели на Алијансата, таквите системи стануваат според нив легитимна цел или цел за извршување на напади. Државите апсолутно имаат обврска пред се заради заштита на самите интереси, виталните интереси на државата, да преземаат мерки за градење на отпорност на таквите системи, се разбира и да учествуваат во нивната заштита. Тоа е сериозен предизвик. Во денешно време сериозен предизвик е да воспоставите систем кој ќе биде доволно квалитетен и ефикасен за да гарантира целосна заштита на информатичките системи во државата во различни сегменти. Министерството за одбрана, веројатно затоа што е еден од носителите на нашето пристапување во Алијансата, многу порано и многу побрзо и се разбира ефикасно има завршено голем дел од обврските кои се однесуваат на градењето на безбедноста на тие информациони системи, изградено систем на заштита кој што постојано го надоградува и постојано го усовршува. Особено многу важен дел, освен постојаното наградување во делот на хардверски и софтверски системи, значи купување на нова опрема, особено значаен сегмент се разбира и јакнењето или градењето на човечки потенцијал кој ќе управува, односно ќе ги менаџира тие системи. Ова од позиција на министерка за одбрана и од она што го имам како слика за случувањата, ќе кажам дека во моментот е еден од сериозните предизвици, па дури би рекла и недостаток на ниво на држава. Ваквата координација и помеѓу институцијата која не е дел можеби од безбедносно-разузнавачките служби институции како во случаев, треба навремено да извести за случувањата во својата институција, се разбира, да постои координирана активност помеѓу сите институции, затоа што безбедносно-разузнавачката заедница не е задолжена да ги следи или да реагира во случај на хакерски напади, меѓутоа поврзано со соодветната институција која е задолжена за тоа, ЦИРТ системите и така натаму, за да можат навремено да се разменуваат информации, се разбира да се превенира евентуално проширување на ваквите хакерски напади во иднина или таргетирање, се разбира, на други институции. Министерке, дали стана владин манир да практикувате нетранспарентност, како да одите по истите стапки на вашиот колега, вице-премиерот Груби, како што беше случајот со договорот со Бехтел и Енка, многу време во јавноста се крена околу набавката или договорот за обезбедување на нови хеликоптери и договорот со Леонардо, кој чини 230 милиони евра. Државната
антикорупцијска отвори истрага, постапки, зошто целиот овој процес го отворате непосредно пред стартот на изборната кампања, што е спротивно на делот членови од изборниот законник. И сумата е исто така симптоматична. Не би се сложила со тоа дека има било каква сличност во водењето на постапката, со случајот кој го споменавте, дека овој случај е нетранспарентен, не навлегувам апсолутно во другиот случај, ќе зборувам само за набавката на хеликоптери. Нема исто така да се сложам дека ова е отворено сега пред почетокот на кампањата или од кога изборите се распишани, напротив, постапката сега се завршува. И тоа го зборуваат фактите, тоа го зборуваат документите кои се во Министерството за одбрана и во армијата, се дел од архивите се разбира, и тука нема бегање. Ако нема ништо спорно, тогаш се поставува прашањето зошто антикорупцијска отвора постапка. Колку што јас разбрав, иако до овој момент од денот кога беше објавено од страна на антикорупцијската комисија дека отвараат случај за набавката на хеликоптерите, до денес во Министерството за одбрана не е простигнато барање од страна на Државната комисија за спречување на корупција, со кои побаруваат од нас дали било некои документи, материјали и така натаму, изјаснувања по таа представка. Чинам разбрав дека од јавноста дека станува збор за анонимна представка која е испратена анонимно, не и се. Јас веднаш го поздравив, ја поздравив нивната проактивна улога и нивниот интерес да го испитаат како што велат тие овој случај, иако за мене нема случај затоа што набавката е чиста и е транспарентна. По поглед на законските прописи, апсолутно е внимавано и нема колизија со ниту еден закон, вклучително и изборниот законник, затоа што ова е набавка која што е планирана и во годишниот план за јавни набавки, планирана е претходно и во долгорочниот план за развој на одбранбените способности, ништо не е именувано преку ног во поглед на оперативните побарувања, потребите и така натаму. Напротив, она што е декларирано како потреба од страна на армијата, соодветниот интегриран проектен тим, таа задача, таа мисија е завршена и завршува со потпишување на договорот со компанијата која што е избрана. Јас кажав дека разбирливо е, иако кога зборуваме за јакнење на националните капацитети, тука го тргам на страна нашето членство во Алијансата, стратешките интереси, но јакнење на националните капацитети на армијата, на државата, сепак малку нешто во мене се надеваше дека ваквиот тип на набавки нема да бидат злоупотребени во пресрет на изборите. Изминатиот период ние имавме многу набавки за кои што опозицијата се согласи и впрочем согласањето на долгорочниот план, тој е документ кој патем не е документ само на владата или на министерството. Во процедура минатата година токму овој долгорочен план за развој на одбранбените способности беше усвоен во собранието со поддршка на опозицијата. Дали тоа значи дека и опозицијата биле запознаени дека планирате да направите набавка на хеликоптер? Апсолутно да. Во овој документ што ви го спомнувам, на страница која што е посветена за развој на воздухопловната компонента, стои цел еден пасос кој што го отсликува ова што јас сега го зборувам, односно е дел на набавката. И вториот момент е на Комисијата за одбрана и безбедност, бидејќи согласно процедурите, откако владата ќе усвои договор влада со влада, информација за потребата од склучување на ваков договор, пред договорот да биде склучен, Министерството за одбрана испраќа информација до Комисијата за одбрана и безбедност, се свикува седница на која што јас присуствував, имаше представници од опозицијската ВМРО-ДПМН, кои јасно, и тоа се гледа во записите од таа седница, кажа дека со ништо нема да го попречат овој проект, меѓутоа изразија определени задршки или определени прашања кои подоцна на истата таа седница од страна на членовите на Комисијата за набавки, која е составена од стручни лица од армијата, беше презентирано целиот концепт, беше направена презентација на тоа што ние набавуваме, што впрочем беше направено и ден претходно на брифингот со новинари кои го имавме. Така што јас тука не гледам елементи за тајност или нетранспарентност, напротив, сметам дека целата постапка беше спроведена и транспарентно и јавно, но секако тоа не значи дека Државната комисија за спречување на корупција нема право, напротив, имаат законска надлежност, имаат и обврска, и Министерството за одбрана, како што реков, стои на располагање да одговори на сите нивни дополнителни прашања или барања кои ќе бидат доставени до нас.
Следите Трин, гостин во емисијата, министерката за одбрана и носителка на изборната единица број 6 од редовите на СДСМ. Министерке, овој втор дел од разговорот ќе го посветиме за изборите. Носител сте на изборната единица 6, заедно со Агрон Демири. На почеток, зошто пропадна обидите за мултиетничка коалиција? Зошто ви извиси ДУИ пред се? Не би рекла дека не извиси, јас би рекла дека предзнакот мултиетничка СДСМ го носи во себе многу одамна, затоа што сме единствената политичка партија која во нашата држава промовираше едно општество за сите. Али Ахмети, лидерот на ДУИ, го шири фронтот, па добива поддршка од Мендух Тачи и од ДП и останатите партии, а при тоа ви даде црвен картон во однос на понудата од лидерот ваш Ковачевски заедно да настапите на изборите. Не би рекла дека даде црвен картон. Тие се дискусии кои што се многу нормални да се водат помеѓу политичките партии во Република Северна Македонија, ако наоѓаат заедничка точка на интерес. Мене ме радуваат барем изјавите. Што беше причина да се разедините? По прашањето на Европска Унија нема разединување, барем она што можеме да го видиме од изјавите, во поглед на бројноста или окрупнувањето на фронтовите или коалициите, како сакате, председателот на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Камачевски потпиша коалиција со нашите досегашни коалициони партнери, зборам во коалицијата на СДСМ, која по бројност, ако гледаме, ќе сватиме дека е побројна од оние кои што се формално во така наречениот Европски фронт. Но ве напуштија делот до вчерашните коалициони партнери, бидејќи не се согласуваат со политиките кои сте ги воделе последниот период. Веројатно, и се приклонија кон ВМРО ДПМН. Веројатно или доцна сватиле дека не се согласуваат со политиките на само 2 месеци пред изборите, тоа ќе треба веројатно со нив да го разговарате, затоа што оваа коалиција во која што тие беа дел функционираше 7 години. До сега истеравме неколку изборни циклуси во кои што тие беа дел. Веројатно, повторно ќе кажам, не би сакала да ги коментирам нивните одлуки, јас ги почитувам нивните одлуки за тоа колку се издржани или не се издржани. Мислам дека граѓаните ќе имаат можност да проценат. Социјалдемократскиот сојуз, како што кажа, во овие особено 7 години по доаѓањето на власт во 2017 година, на што претходеше еден тежок период на режимско владење од 11 години на ВМРО ДПМН, се соочува со сериозни предизвици за враќање во нормала на државата која што беше буквално разрушена, би рекла, од претходниот режим. Дали постои простор за подобрување? Дали некои од процесите можеле, зборам сега овие реформски зафати и политики креирање, дали можеле да бидат подобри? Апсолутно да. Дали ќе бидат подобри? Апсолутно да. Впрочем, затоа излегуваме на овие избори не само со листи, не само со програма, туку со цела една идеја и концепт како тие да ги подобриме последниот мандат. Низа последни неколку анкети покажуваат дека ВМРО ДПМН е во значителна предност наспроти СДСМ. Дали СДСМ се спрема за опозиција? Не. Ако се спремаме за опозиција, нема да излегуваме пред граѓаните со програма и со идеи за тоа што треба да направиме и превземање на обврска, што треба да направиме по парламентарните избори и председателски. Анкетите се тие кои што се, ги гледаме, меѓутоа ситуацијата на терен не стои баш така како што велат анкетите. Кога ќе започнете разговори со граѓаните во и неформални средби и така натаму, да, практично ја осликуваат реалноста, меѓутоа исто така граѓаните се свесни за концептите кои ги нудат политичките партии во Република Северна Македонија. За тоа кој концепт е прогресивен и ветува дека ќе ја води државата напред и кој е концептот кој што повторно се обидува да не врати во едни стари времиња кога сакаме да се изолираме од останатите, затворени сами со себе и постојано да наоѓаме изговори зошто нештата да не ги направиме, а не зошто да ги направиме. Ако се сомневате во веродостојноста на анкетите и опипувањето на пулсот кај граѓаните околу расположението на кому да му ја дадат поддршката, според вашите лични видувања, колку пратеници СДСМ ќе освои на следните парламентарни избори? СДСМ ќе освои доволно пратеници кои што ќе бидат релевантни во собранието за носење на клучни одлуки и се разбира за формирање на влада. Ако зборуваме за
тоа што се покажува преку анкетите, јас би поставила едно многу едноставно прашање на тие анкети на кои што според нив ВМРО ДПМН води 2 или 3:1, дури некои од тие едат премногу оптимистички. Тогаш зошто на првата активност која како политички партии ја имавме, а тоа е собирањето потписи за поддршка на претседателските кандидати, зошто ВМРО ДПМН комплетно потфрли и до ден денес не го даде одговорот каде се изгубија според нив 28.000 потписи кои ги собраа како поддршка на нивниот претседателски кандидат и не беа доставени до Државната изборна комисија. Се изгубија некаде. Зошто? Не беа валени, не беа како што треба собрани или некоја друга причина. Искрениот однос према граѓаните, освен тоа што ќе реферувате анкети, ќе се вадите на тие анкети, треба да биде и при вакви некои активности кои што ги имаме. Знаете како, да го соберете членството, мотивирате симпатизери и така натаму, а при тоа на крај додите само со потписи од претеници, помалку е нечесно према граѓаните. Дали СДСМ од позиција на опозиција ќе гласа за промена на уставот? СДСМ нема да биде во позиција на опозиција за да гласа за уставот, а прашањето кое што се поставува е теоретски, ако СДСМ е опозиција, тогаш кој ќе приложи промената на уставот, имајќи го предвид ставот на ВМРО ДПМН дека нема да поддржат и нема да приложат уставни измени. Дали тоа значи дека ВМРО ДПМН преку ног ќе го смени својот став и ќе каже дека да, ќе предложиме уставни измени заради европската интеграција на нашата држава, нешто кое што денеска го негираат и сметаат дека не сме да се случи во државата. Изборот на кандидати кои се најдоа на изборната листа на СДСМ ги нема имињата на Генсекот Зечевич, екс-градоначалникот Шилегов, актуелниот директор и поранешен градоначалник Стефан Богоев и уште неколку имиња кои оставиле или ставиле печат во СДСМ. Дали Ковачевски раскрстува со одредени крила или со партици до вчерашни кои се поблиски до Зоран Заев, а не се на иста линија со лидерот на СДСМ? Не. Прво, таква поделба во партијата јас не сум ни видела, ниту сум почувствувала дека постои поделба на луѓето на Ковачевски, поделба на луѓето на Заев, па ако се враќаме назад, тогаш ќе имаме поделба на луѓето на Шекеринска, на Бучковски и така натаму. Не. Она што листите се одраз на анализи кои беа направени од страна на раководството, во кои сите овие кои ги напоменавте учествуваат и се дел од тоа раководство. Сите кои ги споменавте и многу други се мои драги партиски другари, со некои од нив и со тек на времето станувате и пријатели, и тие имаат свое место во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, имаат свое место во општество и во оваа држава. Нешто направиле, некои од нив допрва ќе прават големи проекти, би рекла, за државата и за граѓаните, така што секој ќе си го најде своето место, не мора да бидете на листа за да дадете допринос за исполнување на идеологијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Знаете ли кој ќе се најде следен на црната американска листа? Не. Ај да знам, сигурно не би споделила, меѓутоа не. Таквите информации, иако едно време во јавноста се создаде фама дека некој нешто знаел, па кажал и подкажал, таквите информации не се споделуваат со носители на јавни функции во нашата држава, ниту со било кој. Тоа се одлуки кои ги носат институциите на Соединените Американски држави, имаат причини зашто тие ги носат, можеби понекогаш во јавноста кај нас се сметаат или дека се можеби преригорозни и така натаму, меѓутоа јас сум длабоко убедена, познавајќи го начинот на кој тие институции работат, дека има причина зашто таквите одлуки биле донесени и тие всушност треба да бидат не само поздравени од нашата држава, од граѓаните, од институциите, туку треба да бидат и своевиден аларм дека институциите кои се задолжени за спроведување на правото во нашата држава, можеби и затаиле, ако зборувам во случај тие лица кои се наоѓаат на тие црни листи, немаат соодветни кривични обвиненија и во нашата држава. Какво ви беше чувството кога пред речиси една година Ковачевски во сала извика "Стани цаци", цела сала да те види? Јас не го гледам тоа како злонамерно, иако потоа, за жал, како и многу пати досега, кога се однесува на некои работи кои се поврзани со мене, од една група во јавноста знаеше тоа да биде предмет на подсмев и така натаму.
Јас не го сватив злонамерно, затоа што во тој период, како министерка за Него, одбрана... него почувствувате тоа како своевидно подценување кон вас? Не, мислам дека ако се види целиот контекст во кој што беше обраќањето на претседателот Ковачевски, тоа беше кажано во контекст на поддршка кон мене и вреднување на тоа што го правам за државата, се разбира, во тој период. Во тој период бев предмет, бев мета на напади по секакви основи, вклучително и по тој основ на тоа дека сум жена, по изгледот и така натаму. Меѓутоа успешно и би рекла дека многу цврсто издржав на таквите обиди да ме поколебаат да продолжам со мојата работа. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Следете интервју со министерката за одбрана и носителка на изборната единица 6 на СДСМ Славјанка Петровска.